А спроти редовните оправдувања, властите овој пат, иако вообичаено повторно изненадени, изнајдоа интересен и креативен приод, со кој би го намалиле впечатокот за лошиот скор кој практично секоја година го имаат во битката со оваа природна појава, потенцирајќи ги незините доблести, со цел да бидат занемарени сопствените мани. Јас сепак би сакал да ми дозволете најпрво да кажам дека снегот е благодет за земјата, снегот е благодет за земјоделците, затоа што користа од снегот е многу поголема од евентуалната штета која што би можела да биде предизвикана. Висината на штетата може на вистина да не биде толку голема доколку се прифатат фактите и се преземе одговорност, наместо да се манипулира со неа. Па така, иако со гинеколошкиот преглед утврдено дека стомакот дефинитивно ќе порасне до заби, не е разбирливо упорното инсистирање на блиските, дека се работи за ситуација која што е само малку трудна. Фалсификување исправи и кражба, мислам дека се основите по кои што е казнет. Дури и да е така, не се работи за некое тешко кривично дело. Од принципите не може да се бега без оглед дали нив ги покриваат правните или моралните норми, иако генерално постојат ситуации во кои тие токму навидум ситни прекашувања создаваат преседани кои поради редовното толерирање стануваат основа за нивно прераснување во сериозна узурпација и злоупотреба на ресурсите. Кога ќе видите дека тие имаат вработено 10 правници, а даваат адвокатски услуги, наемуваат адвокати, адвокатски друштва и плаќаат стотици илјади денари месечно за адвокатски услуги, навистина ви е нејасно што работат пример тие 10 правници во јавното предпријатие. Така нејасно ќе остане се додека и оние што се сега, како и оние што биле претходно, не сватат дека со ништо не е предвидено ако помалку се гради, помалку и да се кради. И не само тоа, туку со наивно дистанцирање од чеволот од криминалот да се заматува се диоптрија наместена на розови рамки. Финансискиот дел не го мешам, оти не е тоа моја професија. Знаете зошто го оправдувам? Затоа што за тој Скопје 2014, ако сме држава како што треба, ќе има и представи, и драмски представи, и филм ќе се сними. Штом тоа не е случај, веројатно и не сме вистинска држава. Една од главните причини е отсуството на правда, со која никако да се воспостави стабилна врска. И тоа се уште трае со истите зборови со кои премиерот појаснува друг тип на емотивни дилеми. Тоа знаете како е, сакам да водам љубов, ама никако да се прегрнам со партнерот. И на крајот, во име на љубовта, токму тие кои што имаа проблем со начинот на кој се стапи во таа брачна заедница, сега го повикуваат партнерот да се активира. Ево Македонија го имаме утврдено непријател. Најголем непријател на Македонија се друштвото, Шекениска, Заев, Тендаровски, Немец, што не помогни НАТО да се ослободиме ние од тие непријатели. Проблемот со сопствената немоќ не може да се компензира со барање за ослободување од непријатели, особено не од пријатели, кои се уште од многумина оттаму се сметаат за непријатели.